Иако забраната за масовни собири се уште е на сила, ИВЗ самоволно си одлучила дека од 12 мај ќе ги отворат џамиите, за верниците да можат да одат на молитви, спротивно на препораките на владата за организација на собири од верски карактер. Уште е нејасно како вчерашниот состанок на Ријасатот, 13 муфтии на чело со реисот Сулейман Реджепи, донела одлука дека од вторник сите верници можат да одат на колективни молитви во џамиите, а не добиле амини ниту од Комисијата за заразни болести, ниту од владата. Според информациите во јавноста, ИВЗ одлуката ја донале врз основа на фактот што во земјата се намалил бројот на заразени од коронавирусот, но се налутени и поради вчерашната литија одржана во струга организирана од МПЦ, каде стотици верници излегоа на улиците. Вреди да се напомене дека во текот на суспензијата на колективните молитви во џамиите, ИВЗ строго ги спроведе препораките на релевантните институции за заштита на здравјето на населението, свесна за последиците. Додека ИВЗ се надава на поддршка од владата, од Илинденска вела дека стојат на стариот став, МПЦ и ИВЗ да не организираат и дозволат масовни собери. Очекуваме и бараме и од МПЦ и од ИВЗ да не превземаат никакви следни чекори во однос на организација на какви било собери од верски карактер, се додека забраните и мерките за заштита на здравјето се на сила. Неофицијално по објавувањето на одлуката на ИВЗ, голем дел на верници уште денеска се упатиле кон џамиите. Дел од граѓаните кои беа во околина на една скопска џамија велат дека се додека се одржува растојание меѓу верниците и се носат маски, би било добро да се отворат верските објекти. Ја мислам дека може сега да пошто ете и владата веќе почнува мислам да има сега олеснување на овие мерките. Затоа не е лошо, мислим сега да и џамиите да функционираат како што беше порано. Би било добро и во џамиите да се отворат, меѓутоа има можност не да бидат еден до друг, меѓутоа да се одржи дистанца. Може би е добро, али сепак треба да пазат и на своето здравје, бидејќи Бог им дал разум и треба да размислуваат. Верските објекти досега беа затворени за верниците по поведувањето на владините мерки за превенција од ширење на вирусот COVID-19 од страна на владата.